Дали се гледаме? Ме слушате? Ао, супер, има некој. Добро, да почнеме. Напишете нешто на коментари да знам дека сте тука. Здраво на сите. Ајде така, може и со лајкс. Сите сме по дома, нова околина, за бизнес, невообичаена. Што би беше идејата? Фала Марија. Видиш, може значи да се пишува и коментари. Сите сме по дома, нова состојба. Дали е сега добро или не? Прашај за секој од нас. И секој нешто чека да се случи. Како би ја дефинирале сегашните околина за бизнес? Бизнисот е стопиран. Зошто сакав да позборувам нешто околу оваа тема, бидејќи сите се наоѓаме во ситуација кога реално не знаеме што да правиме. И мене ми беше цел да дадам некои податоци кои може да помогнат, или поточно би рекол да се даде некоја надеж во оваа состојба. Што би било надеж као дефиниција? Да рачистиме прво. Надеж како дефиниција значи може нешто да се направи во врска со тоа. Значи, она за што би зборувале, дали секој може нешто да направи во врска со неговиот бизнес. Второ, тие податоци на некој начин да објасна како може да ги користи секој. И трето, они што ќе бидат заинтересирани да направат нешто во врска со тоа, да преку поединечни сесии комуницираме преку Skype, преку Facebook и овој нов начин на комуникација. Првата работа е што реално се случи во бизнисот. Бизнисот е стопиран за најголем број на луѓе и секој од нас не може да каже дека може да влијае на таа ситуација. За да може да се контролира околината во која што функционира бизнисот, неопходно е човек да биде во состојба да прави три работи. Да ги почне работите, да ги менува работите и да ги стопира работите. За сега, од околината имаме само стоп. Стоп да се движат луѓето, стоп да купуваат, стоп да разменуваат. Но во суштина, клучниот ефект од сето ова ќе биде дека ќе се зголеми времето во кое што ќе се вратат вложените пари или потрошените пари. И бидејќи кај секој бизнис тоа ќе се случи, клучното е дека ќе се зголеми поборувачката за пари. Сите ќе бараат пари, никој нема да нуди. Дали може да се направи нешто во врска со тоа? Прво, прашање до сите. Дали некој направи план за пари за наредниот квартал, Q2, април, мај и јуни? Дали некој го направи тоа? Никој. Фала уште еднаш на сите што се јавуваат. Наместо тоа,
чекаме да видиме состојбата да помине. Во овој случај, првото решение што би можело да се направи за оваа состојба е да секој си направи колку е неговата потреба за пари. Ама не само за еден месец, него за сите 3 месеци. И второ, да види колку тие пари му се сигурни, а колку треба сам да ги набави. Вообичаено се мисли дека ги нема парите за наредните 3 месеци. Зошто? Затоа што сме дома и затоа што не се движиме. И таа поборувачка за пари панично се зголемува ако видиме телевизија и ако гледаме и ако одиме на Facebook. Втората работа е што треба да промениме кај себе. Да функционираме на малку поинаков начин од колку сега. План за неделата, за тоа како ќе изгледа кога ќе биеме дома и кога ќе излегуваме, на колку време и зошто излегуваме. Само да го видам прашањето. Во ред. Некако не сум баш многу вечен со следење на прашањето. Океј. И сега, кој е балансот за следните 3 месеци? Дали голем износ на пари ќе ви недостасуваат или не? На тие што ќе ви недостасуваат ќе биде малку по-проблематично и ќе очекуваат некој друг да го реши тоа. Дали до сега, кога сте го водиле бизнисот, се чекале некој друг тоа да го направи? Ако не, зошто во ова состојба тоа го правите? Страв за тоа, дали тоа што ќе го правиме ќе даде резултат или не? И се тоа што сега го зборуваме со право не може да се однесува за некои гранки кои што на вистина движењето на луѓето им го стопира бизнисот, како туризам, угостителство, ресторани, се тоа во ред. Меѓутоа, она што го гледам, оние што го следат се тоа, во суштина, има начин како својот бизнис да го одржат. Лично мислам дека нема да помине многу време и ќе почне да се размислува како да се креира пазар, бидејќи и претходно беше креиран пазар, само на други основи, со полесно движење, помалку потреба за пари, но сега веќе почна сите да викаат дека треба тоа да се направи. И се направи затоа што и од Светска банка веќе почнаа да предлагаат државите да ги одржуваат потрошувачката, да се внесуваат дополнителни пари, за да може, како резултат на потрошувачката, да продолжи играта наречена бизнис. Слободата во работењето на бизнисот, барем за сега, се обезбедува преку тоа што ова комуникација онлайн дава шанси да се комуницира со луѓето.
Оно што најмногу смета е како да се направи преносот на производи, посебно за оние што имаат реални производи, преносот на производот, транспортот и приемот на пари. За скоро време има многу, и сега има, меѓутоа најголем дел од оние што имат бизнис ќе имат можност да направат одредени промени за тоа да наплаќаат онлайн, да испорачуваат исто како што и сега најголем дел почнаа да купуваат од дом и да нешто се губи. И да нарачуваат онлайн, да добиваат се што им треба дома. Прашање? Не е тоа што го очекувате. Да не се губи, не се губи, добро. Фала ти, Рената, фала ти, Рената. Сега одиме малку со како се тоа што се збори да почне да се применува. Ако погледнете во собата во која што сте, дали е околината опасна? Дали ве спречува нешто да правите? Да, ако гледате телевизија и да, ако сте на Facebook. Ако тие две работи ги нема, дали ве спречува нешто да правите? Второ, ако минатата недела не излеговте од дома, дали се разликува вашата недела од оно што претходно го правевте додека го водевте послободно бизнисот? Слободата е одземена, меѓутоа не е одземено можноста да се продуцира, да се комуницира и да се нуди производот. Посебно, оние што имат физички бизнис, со продавници, со места каде што мора да дојде некој да купи нешто, примерно, дали сте промовирале дека е целосно заштитено начинот како тоа се прави? Ако видовте веќе почна таков начин со супермаркетите, веќе некои супер големи супермаркети ги фалат. Зошто? Затоа што многу добро се организирале, кога ќе одите да купите, на кој начин ве пречекуваат и како обезбедуваат да се чувствувате сигурно. Значи, ако сега кај што сте, не е околината опасна, ако сега се исклучите од сите панични вести што се даваат, тогаш, барем за вас лично, нема никаква опасност. Прашањето е, кој го направи бизнисот претходно додека не беше ова состојба? Сигурен сум дека 100% сите ќе кажете дека вие самите. Ако сте били вие сами што сте го направиле бизнисот, зошто не би можеле сега во оваа ситуација да направите повторно нешто што би бил бизнис? Бизнисот во суштина е размена на одредени вредности за пари или производ за пари. Спречена е сега, или да кажеме успорена, заради тоа што луѓето не се движат, а што не се движат луѓето и не може да дојде до побрза размена на вредности за пари. И во сето ова, прашањето е дали она што го правите за бизнисот сега ќе го зголемите поради ситуацијата или ќе го намалите. Вообичаено, кога некој се надева на нешто, се надева некој друг нешто да направи за неговиот бизнис. Ова состојба првото решение
за секој сам каже дека може да направи нешто во врска со неговиот бизнис. Било тоа да биде многу повеќе поголема промоција, било тоа да биде да направи сега 10 пати поголеми напори отколку што било потребно, за да сега го направи она што го правил порано за 10 пати помалку време или 10 пати помалку напори. Замислите што ќе се случи кога оваа состојба престане и тогаш ќе бидете во состојба 10 пати повеќе да работите отколку што работите сега. И на тој начин, надменувајќи една тешкотија, во суштина станувате способни да работите многу подобро. Сега, прашањето е не да се работи физички, туку да се работи попаметно. Примерно, има многу можности истите работи да се завршуваат само да се користат другите луѓе или други специализирани услови кои тоа ќе ви го направат. Ако досега успеав малку да ве мотивирам и се вратам на прашањето. Да, значи веќе се пренасочиле добар дел на онлайн, ги користиле сите можности за промоции, меѓутоа клучното прашање како да мерам што треба да правам? Тоа вообичаено од моите сознанија беше проблем и кога не беше ова состојба, како да мерам и како да знам дали она што го правам е во ред или не е во ред. Дали ќе донесе резултат или не. Во овој случај ќе се вратам на прашањето. Индикаторот или оној стабилен податок кој што треба да биде мерило дали нешто добро се прави или не, би било после пресметка на балансот, колка потреба за пари ќе имате во бизнисот, само тоа е индикатор дали нешто што правите е во ред или не е во ред. Ако не е насочено кон тоа да се стигне до некој, да се понуди нешто, да се објасни нешто, да се комуницира повеќе од колку што е потребно, со цел да се случи размената, тогаш се што се прави не е дека вие нешто правите во врска со состојбата, туку вообичаено се чека некој друг да прави за да се случи нешто. И третата работа е за да се случи бизнисот, секој од вас морал да стигне до некои луѓе, морал да се запознае, морал да понуди, морал да разговара. Дали сега тоа можно? Може би движењето е ограничено, меѓутоа дали е можно да се комуницира, да се направи круг на луѓе и да се со нив обезбеди комуникација? Да. И сега сето она што било порано во визит карти, сето она што било порано во тетрадка, како адреси, телефони и така натаму, па дури и сето она што било во имејлите, сега ќе се префрли на онлайн, ќе се префрли во мрежи, платформи, каде што за брзо време ќе се разменуваат информации меѓу луѓето, за тоа што е ново, што е добро и што се нуди. Меѓутоа, оно што ќе биде предност во целата оваа ситуација е луѓето ќе сватат дека во бизнисот се повеќе и повеќе најважен капитал ќе биде луѓето што ќе ги познава. Затоа што ако не може да се разменува меѓу земји, сите земји се затворени една со друга, тогаш размената ќе биде помеѓу тие што се познаваат. И сега, колку повеќе луѓето што се знаат, се дружат, комуницираат, го шират кругот на луѓе, и ако не е за бизнис, тогаш ќе биде заради заедница, во која што многу поголема е веројатност да се случи размена, отколку во оваа ситуација кога луѓето не се движат да дојдат до размена. Затоа, може би ќе биде добро се повеќе
да се шириме, да се дружиме, да не биде само пријателство, колку имаш пријатели на Facebook 1000, 2000, 4000, туку едноставно со нив да се почне комуникација еднаш неделно, еднаш на 2 недели, со некој можеби и секој ден, со цел не да се коментира состојбата надвор, туку како да се направи да се размени нешто со кој што едниот и другиот имале корист. И тој капитал се повеќе ќе биде значаен на ниво на секоја национална држава, така наречен социјален капитал, односно луѓето со кои се дружиш и комуницираш. И според тоа, првото решение надвор, значи првото решение за бизнисот лично ваше е да направите што е тоа што може да биде проблем во наредните 3 месеци, а тоа е да имате недостаток на пари. И второ, да почнете се оно што работите да биде насочено кон тоа, тој недостаток да биде обезбеден. Гледам веќе почна банките да ги известуваат физичките лица дека има 6 месеци одлагање кредитите. Ќе биде убаво ако макар 3 месеци тој дел од фиксни обврски се намали, што значи ќе се намали и потребата за пари за бизнесот што некој го води. На тој начин ќе остане само да се најдат начини како седејќи дома да се почне со размена со луѓето што се знаат. Бидејќи тоа многу побрзо и многу поефикасно. И тој социјален капитал се повеќе ќе доаѓа до израз, јас се надам еден ден ќе се издигне и на ниво на држава. Зошто? Затоа што тогаш ќе свати државата дека пазарот некој го креира. Пазарот не се случува само од себе. На една страна, некој треба да ги планира парите, на друга страна, некој да кажува што на луѓето ќе им се произведува, што ќе им се нуди. Колку да изгледа чудно, баш пред некој ден имав една дискусија на Facebook со еден мој стар пријател, во смисла, ако се интервенира сега на пазарот на земјоделски производи, со некои се не повеќе од 10 милиона евра, буквално родот во народно-градинарски производи би можел да биде откупен, да се создаде побарувачка за тие производи и да се намали побарувачката за пари на тие луѓе. Да се складира и да се троши или на домашниот пазар или полека да се извезува. На тој начин, колку и да биде загубата, нема да биде повеќе од 20%. И тоа го тврдам така сигурно, затоа што веќе во 2004 такви работи биле реализирани за одредени производи, како тутун, сончев, лед. И што се случувало? Сите задоволни. И тој што производител задоволен, тој што е откупувачот исто. Кога се создадоа можности, тие производи се продадоа после 2-3 месеци. Државата задоволна, затоа што граѓаните исто така функционираат нормално. Загубата не беше повеќе од 10% на парите кои што се вртеа не само еднаш, него повеќе од 3-4 пати. Зашто ова го зборам? Затоа што тој социјален капитал значи луѓето меѓу себе да се работуваат. И она што беше првата реакција на таа моја дискусија, дека никој не сака да верува дека може да се случи. Луѓето најпросто меѓу себе да може да комуницираат, да се договарат. Може би оваа ситуација опасна, ќе не освести да сватиме дека во суштина се сведува на тоа на кој начин комуницираш, соработуваш и живееш со луѓето околу тебе. Значи да се вратам на тоа. Едно од решението е да го засврстите вашиот социјален капитал. Да видите со кои луѓе комуницирате, да видите што прават вашите клиенти, тие што ви купувале досега. Да наместо да се ориентирате на тоа дали денеска вака се направило на пресконференција или онака, многу повеќе да се посвети внимание на луѓето со кои што се знаеме, со кои што комуницираме, на луѓето со кои што
сме имале досега контакт и колку толку се познаваме и знаеме кој што може да направи. Сега, доколку направивте првата работа, предпоставам не, ама после ова сигурно ќе го направите, ќе си направите на пресметка дали колку ќе имате потреба за пари во овие 3 месеци и тврдам дека ќе биде сега многу помалку отколку претходно кога сте работеле во нормални услови во бизнисот. Второ, да поразмислите на кој начин можете да го обезбедите. И трето, вие мора да го дизајнирате решението за тоа. Не чекате некој друг да ја даде решението. Ако и тој стабилен податок дека во овие 3 месеци важно е да обезбедите, да не бидете под притисок дека имате постојана потреба од пари, наместо тоа, ако точно знаете колку е тоа, и ако го контролирате сето тоа, бидете убедени дека ќе имате и решение како тоа да го направите. Само со едно дополнување, немојте многу да се обесхрабрувате, бидејќи нормално дека во оваа ситуација тие решенија ќе барат малку повеќе време. Тие решенија, циклусот, кругот да се затвори ќе биде подолг и на крај ќе барат малку поголема фокусираност за тоа што го правите. За да може да го направите тоа, еден од предлозите е дали многу седите дома и дали многу лежите. Сигурен сум дека имате вага и измерете се како ви е килажот. Се зголемило или се намалило. А затоа немој да заборавите да воведете во тој неделен распоред или за секој ден од понеделник до недела, дали ќе имате време за релаксација и за кондиција. Мотивираност и волјата ќе бидат право пропорционални со тоа колку помалку гледате вести и колку помалку сте на Facebook. И она што е клучното овде е дека не треба да се очекува спектакуларни резултати. Почетокот е да се прават некои ситни, многу Рената, ти па никош не си седнала и предходно, не само сега. Ама каква си во природа. Не разбира само не си седната дома или додека си дома или нон-стоп се движиш. Не се плашиш од ограничувањето. Значи, не би требало да очекуваме дека сега тоа што ќе го направиме, ќе биде одма брзо резултати и така натаму, затоа зафатете се со многу и зафатете се со поедноставни работи, затоа што не е клучното самиот резултат во тоа што ќе го работите сега. Многу поважно е колку можете да менувате некои работи од бизнисот што го имате. Најтешката работа е затоа што сите сме научили на еден начин да функционираме и ако ќе треба да ги сменеме навиките, тука вообичаено имаме проблем. Поситните работи, кои што полека по полека се повторуваат, водат до поголеми работи и на крај нешто што изгледало као многу тешко да се направи, изгледува дека може и брзо и поедноставно да функционира, ако го искористиме во време, како што вика Рената, ги избистрив мислите, седејќи дома, и кога не правиме многу работи, почнуваме да стануваме повеќе свесни зашто е тоа што може на поедноставен и побрз начин да се работи. И со така мали работи, зрачејќи со надеж, да повторам уште еднаш, што подразбирам под надеж,
Наде значи може да се направи нешто во врска со тоа, што сега не им се добива. И така, со таквиот став, по неколку работи дневно, може да донесат до големи промени во бизнисот. И сите, по последно време, многу слушаме за зборот иновации, треба да иновираме и така натаму. Да, ова е време кога сите нешто ќе иновираме. Меѓутоа, да појаснам што уствари значи зборот иновација. Иновација ние го сваќаме како нешто ново, како нешто што не постоело. Меѓутоа, во суштина, коренот на зборот иновација доаѓа од да се направи нешто поразлично по форма или по начинот како што сега се прави. Што значи, сите ние веќе, може би некои свесно, некои несвесно, сите направивме по некои иновации во начинот како функционираме. И колку повеќе го иновираме начинот како што ние функционираме, бидејќи нашиот бизнис зависи од нас, толку повеќе и нашиот бизнис ќе биде со други иновации и друг начин на функционирање. Производите се иновираат само во однос на тоа кои потреби ги задоволуваат на луѓето. Ако не се водиме од тоа, можеме да измислиме и најдобар производ, а при тоа никој да не го користи. Да се вратам на трите основни пораки. Да се функционира со надеж би значило дека секој може да направи нешто во врска со својот бизнис. Првата работа во бизнис околината е дека е стопирана и дека не тера да го стопираме бизнисот или не тера да се стопираме самите себе си. Наместо тоа, првото што би требало да се направи е да се проектира потребата за пари за наредните 3 месеци. Зошто? Затоа што, ќе подсетам, основната причина зашто некој почнува бизнис, на крај се сведува да дојде до готовина. Не може да се прилагоди промени или надгради бизнисот на нова околина, доколку не го води таа основна и клучна причина за бизнис. Сите други работи се само надградување на таа причина. Второ, свесно водете ги промените, иако сте дома, во правец да што повеќе имате мирна околина, а овие вознемирувачките моменти на гледање телевизија и Facebook да биде што помалку. И трето, градете мрежата или вашиот социјален капитал со луѓе кои што имат надеж, односно луѓе кои што знаат и се свесни дека може нешто да се направи во врска со целата ситуација. И така, одоздоле нагоре, убеден сум дека многу повеќе во оваа наша држава и во оваа наша заедница ќе почнат луѓето да сваќат дека работите се креираат, па дури и пазарот, дека состојбите се креираат, па дури и кога се опасни, дури и се што се случува околу нас е креирано од него. Не сакам да навлегувам дека има секакви варијанти, секој нек се избере таа што сака, дали една, дали друга или трета, нема причина за тоа, секој има право да мисли како ова се случило, меѓутоа во суштина се сведува на следното, искреирана од некого. И, ако е така, она што секој го има како мок е барем самиот себе си да проба да се искреира нешто, макар и во средината кај што се сега, дали е собата, дали е целиот стан, дали е дворот, па и тогаш кога ќе реши да оди до некаде, да заврши некоја работа или да се сретне со некој. За сега имаме социјален капитал од 30 луѓе што не гледаат. Јас се надевам дека ќе го направиме да биде и поголем. Дури
мислам да се надогради ова, има и други решенија као Zoom, не знам колку тек, каде што тоа би било малку по-интерактивно. Се вака би требало секој да пишува или да дава коментари. На тој начин би можело секој да се вклучува, да дискутира, да кажува. Дали некој до сега има некој прашање? Ама ќе го видат сите кои ќе го напише, да знае. Не може да го скрие. Јас сум прикасо кафето, не знам ви дали пиете кафе. И верувајте им на вашите мисли. Ако се против вас, не се ваши мисли. Ако се во ваша корист, тогаш се ваши мисли. И заради тоа, и овие мисли што сега ви ги кажав, секој нека ги процени сам од себе дали се во негова корист или не, па врзус на тоа да ги избере и да се држи до нив. Нема никој за сега прашање. Добро. Затоа што веќе помина пола сат, а не сакав, реков, кратко предавање, се што е преку пола сат не е кратко предавање. И се надам дека сите добро ќе се спремите сега до среда, ќе ги направите пресметките и секој ќе избере макар по една работа што ќе на поинеков начин ќе ја направи во својот бизнес. И третата работа ќе биде, како да кажам, насочен кон тоа, секој ден да комуницира со најмалку 2 или 3 луѓе. Било преку Facebook, било преку телефон, било преку кој друга можност? Да, имейл и така натаму. Не се плаште, не се 30, 20, се само може да пишувате и плюс тоа меѓу себе не се знаете. Добар дел не сте пријатели. Само Рената е најхрабра. Браво за идејата, не те разберам, можеш... Фала, Анета. Се надевам и тебе да здраве кафето. Да ги повторам задачите. Прво, процени дали имаш надеж. Надеж дефинирана на следниот начин. Може да се направи нешто во врска со тоа или со ова, како што е сега. Второ, процени. Весна, малку, за една минутка само да завршам. Значи, процени колку е твојата потреба за пари за април, мај и јуни. И види дали ги имаш сега тие пари. Или дали со некаква динамика ветените тие пари. Да кажеме, ако взимаш плата, знаеш дека толку ќе биде до крајот на месецот. И после тоа, кога ќе видиш таа потреба за пари, колку сега ги имаш или сигурни се, останува разлика на кој што ќе треба да работиш. И начинот на кој што ќе работиш е следен. Или потребата за пари да ја намалиш, што значи да штедиш, да не правиш некој работа, да не троши пари. Или втората, ако никој не може да дојде на нула. Секој нема нула. Секојаш мора да се троши, барем во бизнисот има фиксни трошоци, плати и така натаму, што не можеш да ги стопираш. Кога ќе дојдеш на тој минимум, тогаш, ако се уште има минус, ако има потреба за пари, тогаш ќе направиш начин да си даде задача. Ќе бидам доволно креативна и ќе смислам како. И третата работа е секој ден по 3 нови луѓе да се комуницираат, ама не мора само за работата, него да се шири така наречен социјален капитал помеѓу луѓе кои што добро функционираат и кои што не изгубиле надеж и знаат дека може нешто да се направи во врска со тоа, не чекат само некој друг тоа да го направи.
И третата работа, полека да иновираш како функционираш и кои се тие добри работи, кои не се добри. Со тоа што секојаш, основниот, стабилниот податок е се што правиш за да го решиш проблемот за овие 3 месеци. Дали се у плюс или минус во однос на потреба за пари. Знам дека некој ги има заштедено, ги има кај себе, ама нека биде за нив тоа нова игра, во смисла да не ги изгубат тие, пак да им останат на крај пак тие пари. Прашањето беше дали значи дека се што не е добра мисла е мисла која потекнува од околината. Не значи. Значи следно, дали е добрата мисла, дали е мислата добра или не, зависи од тоа за колку на кој му носи добро. Ако ти носи добро, да можеш да функционираш, да можеш да направиш нешто, да можеш да изпродуцираш нешто, тогаш е добра мисла. Ама ако ти кажа седи дома, не прави тоа, не прави ова, не прави ништо, чекај да некој друг да реши состојбата со твојот бизнис, тогаш таа не може да биде добра мисла. Бидејќи во крајна линија се што работиме, се што правиме, ние сме одлучили да го правиме. Ние сме се согласили тоа да го правиме. Зошто? Затоа што мислиме дека на тој начин ќе имаме подобар обстанок, подобро ќе живееме. И заради тоа не значи околината некојаш може ќе ти даде добра мисла. Ако ти кажам дека си во правото, значи не ме слушај мене, но јас се што ти кажам сега не е добра мисла. Не е против тебе. Суштината е, со ова сакам да дадам некои податоци или да кажам индикатори во кои што секој еден може да проценува, сам да пресметува математички дали нешто е во негова корист или не е во негова корист. Дали нешто му се исплати или не. И вообичаено тие пресметки ги правиме на следниот начин. Ако треба многу да вложиме труд за нешто и при тоа не мислиме дека ние треба да ја решиме работата, тогаш не го правиме. Зошто? Затоа што викаме, ќе дојде некој ќе ја заврши работа. Место нас. И заради тоа, односот на вложен напор и тоа што ќе го добијам е стартот зали некој нешто преземе или не. Да бидам конкретен, не значи дека се што не е добра мисла е мисла што потекнува од околината. Бидејќи има мисли кои што се создале пред 3000 години од страна на човекот, па ги следиме, така? Да ве потсетам на златното правило. Прави го на другиот она што сакаш тебе да ти го прават. Да не е тоа наша мисла, така? Тоа го кажале пред 3000 години. Имаше многу такви работи. Или не го прави тоа што не сакаш да ти го прават тебе. И сега некој мисли дека таа добра мисла ја применува. Некој не се согласува, не ја применува, па секој функционира на свој начин. И многу други такви мисли човекот ги создал, ако е добра ја прифаќаш, ако не, не ја прифаќаш. Нешто викат, некој има што вели, џабе сум се трудел. Што значи човек да се труди? Не знам што значи да се трудиш. Да се мачиш? Второ, мене ова не ми е некој... мисли од нестручни луѓе сугерираат. Видите ли кажам нешто, ова што сега јас ви го зборувам е малку поразлично од светот во кој што живееме, од аспект на една работа. Например, гледате телевизија, секи испадне дека ако не завршиш факултет за нешто, не си бил стручен. Или за секоја работа ние се треба зависимо од стручњаци. Уни како ќе ни кажат, тоа било исправно. Можам да ви кажам дека најчесто тие што се стручњаци, тоа што го предлагат, никош не го направат. Затоа јас што го зборам ова, го зборам оно што јас го правам. И оно што сум открил од моето искуство, дека може ако некој друг го прави со своје видување, свој начин, дека ќе има корист. Што значи, не постојат, има точно нестручни лица, меѓутоа овде работата е дека
најдобар стручњак за себе и својот бизнис си ти. И ако имаш индикатори да проценуваш што е добро, а што не е добро, затоа ги кажав јас кои сте тие три работи што се добри. Прво, да точно знаеш зашто правиш нешто во бизнисот. Збориме за овие 3 месеци на краток рок, не збориме ако ова состојба се смени. Она што треба секој да го направи е да биде во состојба да нема голема потреба за пари во бизнисот. Ако го нема, ќе се живее по релаксиран. Ако има, ќе има проблеми. Втората работа е да се проценува дали може некој од дома да функционира. И тврдам дека може би не 100%, ама во секој случај 50-60% може да се функционира. Во одредени бизниси и да продуцираш, во одредени бизниси само да промовираш и да продаваш, во одредени бизниси само одредени други дела, ама генерално можеш да правиш, отколку само да седиш. И третата работа, додека си дома, може секој еден да си го обнови она што е социјален капитал, познанства со луѓе, да почне комуникацијата. Во крајна линија сега веќе никој не е толку зафатен, така? Сите се дома. И кога си дома, ќе се најде време и да се комуницира. Тие се трите работи што јас ги давам како мерило, како некој може да види дека прави нешто во оваа ситуација и тоа нешто да го прави во намера да го одобри својот бизнис. Затоа што бизнис, да повторам, се размена на производи, односно вредности за пари. Меѓутоа, во размената не се само парите. Почнува со зборови, идеи, производи, услуги, па и имот. Се во оваа ситуација кога е околината стопира за овие размени како што се производи и имот, остануваат се уште можности големи за размена на идеи, размена на зборови, размена на некои кратки совети и така натаму, кои што не мора секогаш да бият за пари. Ама, доколку е вистинска размената, сигурно ќе дојде до пари. И да видиме сега дека сум се трудела. Значи вака, точно е, секој бира како човек сака да биде. Има, зборувам за Илија. Некој функционира на еден начин, друг функционира на друг начин. Меѓутоа, да се каже дека од нас не бидува нешто, не сум убеден. Бидејќи прашањето не треба да почиваме, да зависиме од тие бизнисмени што се овде кажани дека не функционираат добро. Сигурно има и добри бизнисмени. Соработувајте со нив, со тие функционираат и така. Некојаш ќе мора и со овие што не ги сакате, ама може да го направите тоа да не со живот. Ама тоа веќе друга тема и друго прашање како може сето тоа да се надмине. Многу ми е мило што беше прва ваква комуникација и сега се одјавувам. Ви кажам ше еднаш, сите оние што нешто ќе пробат од овие три работи, имат потреба како тоа да го поврзат со она што сега го работат. Тука сме на Facebook, а исто времено може на Skype, може и на телефон, да искомуницираме и да видиме што може да направите во врска со вашиот бизнис. Поздрав до сите и на истиот начин како сега, ако биде ова или преку следниот пат ќе биде преку YouTube и малку ќе има поголемо искуство како функционира за може да ве следам сите, а можно е да биде и преку Zoom, како што ви кажав, друга платформа во која што ќе има можности да зборите, а не само да пишувате. Сега, накратко, по еден прст нагоре или еден прст надоле, дали ви се допадна ова што го слушнавте? Овде кај коментари. О, има уште бе? Добро, Горан, поздрав и до тебе. Фала, Ирена, и на тебе со лесно.
Јас сепак не сум уште вичен толку да ги следам сите, се извинувам на тие што не ги видов. Поздрав до Бети, поздрав до Игор, до Александар. Па чекаме некој од вас да ме покани на некој вакво предавање. Секој има што да каже по нешто. Изберете една тема и кажете го тоа што го мислите. Зошто? Затоа што социјален капитал не се прави ако само на еден зборува. Туку треба и другите да зборуваат. И ако го скршите мразот, тогаш, одлично. Фала ви многу. Се одјавувам и може да продолжите со коментарите. Фала ви и на вас многу, што испивме на кафе заедно. Што значи Весна предприемништво? Ке сакаш да ми кажеш, Весна? Марија, ако успеам да се снајдам да остане, ќе остане. Ово ми е прв пат и мисля дека на YouTube ќе го заштитам, ама излезе дека требало 24 сати порано на YouTube да се најавиш, за да ми дозвола сега лайв. После тоа ќе биде проблем. Илија, не сгреши. Напротив, од сите страни ја покривме темата. Точно е дека тоа што го правиш, нема сите да те подржат. Ќе има и некој што ќе те кочи, ама важно е дека ти знаеш што правиш. И се надевам дека Илија ќе успееш малку да ги избегнеш тие што до сега така ти правиле и не ти помагале. Има еден предлог од Весна, следната тема, која би била во петок, да биде тема за предприемништво. Добро? Ќе видам како би се уклопило да биде продолжение на ова сега. Затоа што фала, Анета, поздрав и тебе. Значи, ако воопшто биде таа тема, ќе биде тема од овој аспект. Предприемништвото значи претварање на идејата во акција. Меѓутоа, морам да видам како тоа да го прилагодиме, затоа што сега акциите ни се ограничени. Движењето ни е ограничено, каков тип на акции би можело да преку предприемништво се реализираат. И како што дал Господ, пак 50 минути отиде. Фала уште еднаш на сите, за следната најава исто на овој начин ќе бидете информирани. Се исклучувам.